ѓубре, ти ќе ми кажеш. Па намерно ќе прелјам овдека. А ако пишува кој фрла ѓубре овдека педер, да видиш дали ќе фрла. Или друг некој, пример, ајде да кажем, не паркирај гаража. Дечко бе, да не ми напреди нешто бе. Па ако е гаража, намерно ќе паркирам таму бе, што е проблем? Али ако пишува другачија, да кажеме, не паркирај гаража, фрлам влашка магија до 600 колено. Да видиш дали ќе паркира, мајко. И на газдава овој ќе му е страв да си ја стави колата таму, да не му се врати магијата. Од кај знае таму магија за регистрации и чуда врагови и зелени картони? Нема шанс. Или замисли скроз друга ситуација нека, не за закони, за друго нешто, пример за серии, за филмови, да зборим. Замисли некои светски серии и филмови да видат снимани во Македонија како ќе изгледа тоа. Например, Friends, пријатели. Тоа е типично серија за македонски услови направени. 6 пријатели селат, ништо не работат, само се шират од 2 огромни стана, пијат кафе од тој кафич. Веројатно се ранковно вработени. Се шират само и ништо. Од нив двајца сигурно се по охридски договор таму. Они ако сака да помогнат нешто за струја ќе дадат таму за станот, ако не лупа див приклучок се дели таму и готово. А овие четворица од Friends што останува, они ќе се поделат по партии. И никој со никој нема да збори, знаеш. И серија ќе биде како нем филм. Нем филм, али у темница. Затоа што ќе се расипе таму сијалицата и никој нема да сака да стане да ја поправи. И на крај ќе видат, не видат, нема што да прават. Ќе земат, ќе продадат стан у Германија, ајд. И пиено платено се завршува тука една сезона, крај. Нема продолжеток. Такви би биле Friends, да кажеме. А еве друга некоја серија, например, Prison Break. Таа не би имала ни сезона, таа ќе има само една епизода. Да? Вада членска од ДУИ не се го затворише. Дева ако нешто таму од продукција инсистира да мора да продолжи да се снима заради фонд на епизоди, серија ќе премине у друг жанр, у некоја скроз друга серија, у Наркос. Например, Пабло Ескобар и компанија. И ќе се снима у Зајац, Кичевска. Или друга, например, серија Емили in Paris. Може некој ја гледал, може некој не, али за тие што не знаат, тоа е една девојка која што иде од Чикаго, некоја америчка вукојевина таму, иде у Париз за да го оствари својот сон. И кај нас тоа би било Славица у Скопје. Пошто сите доаѓаат нели у Скопје да го остварат својот сон. Сега пошто на незе, на Емили, сонот е да успее во модна индустрија, пошто кај нас модна индустрија се сведува на текстилни фабрики углавном, цаци не ќе мора ни до Скопје да иде, може да се снима и од Штип, од Свети Николе доле, па да видат цаци у Штип, например. Или филмови, ајде, да кажем. Титаник. Титаник кај нас нема да потоне сигурно. Нема ли да заплови, уопште. Зашто ќе кажем? Па еве како зашто. Се распишува тендер да се прави Титаник. И сега само што се пушта тендерот, го добива некоја фирма, се менува власта, го поништува тендерот, ништо. Сега нова фирма добива, фирма од земјоделие некоја таму, формирана вчера на куќна адреса на детска градинка без ниеден работен, го добива тендерот, се поништува, се менува власта, ништо. Нова власт сега добива нов тендер, почнува до пола е више направен Титаник, пак се менува власта, ништо. Сега нова власт дава на фирма од фармација. Го прави она до крај. Сега не може да се договорат кој да биде капетан да иде, кој да биде заменик капетан, кој ранковно да го води од дома бродот. Не може да се договорат и на крај некако се договарат, ама за тоа време од неодржување Титаник скапал, патниците со пливање отишле некаде во странство, толку распишуваат некој нов тендер да го расклопат Титаник. И не ни запловува, видиш?
El macchero nero